Членот на кралското семејство излезе на сцената на самитот Deal Book на New York Times во 2024 година на 4 декември и беше скептичен за тоа како се справува со шпекулациите за неговата врска со Меган Маркл, со која се ожени во 2018 година. Принцот Хари откри што мисли за вниманието под кое се наоѓаат тој и Меган Маркл поради неодамнешните гласини за развод. Колумнистот Ендрю Рос Соркин му рекол на принцот Хари кога објавил на Google News дека открил дека има луѓе кои се фасцинирани од се што тој прави цело време. Тие се фасцинирани дека Меган е во Калифорнија во моментов, а вие сте тука, продолжи тој. И има написи лево и десно, знаете зошто правите независни настани, зошто не ги правите заедно. Соркин се праша дали ова ниво на контрола е нормално за принцот, истакнувајќи дека една неодамнешна статија укажува на тоа дека Маркл била во Калифорнија, додека бил во Њујорк, поставувајќи го прашањето дали парот се разделил. Очигледно купувавме куќа или се преселивме 10-12 пати. Очигледно се разведовме можеби 10-12 пати. Па само како и што, вели Хари. Актерката Амбер Херд го чека своето второ дете. Срекната вест ја потврди и нејзиниот американски медиумски менаџер. Се уште е многу рано во бременоста, па се надевам дека разбирате дека не сакаме да навлегуваме во детали во моментов, изјави тој за People. Тој додаде дека е пресрекна за себе и за Уна Пејдж, нејзината 3-годишна ќерка која ја доби со помош на сурогат мајка во 2021 година. Не е познато дали Амбер сега е бремена или бебето го носи сурогат мајка. Амбер и Уна ги напуштија САД 3 месеци откако таа загуби на суд од нејзиниот поранешен сопруг Џони Деп. Тој ја тужеше тврдејќи дека го клеветела во написот што е напишала за Вашингтон Пост. Судот и наложи на Амбер да му плати одштета од над $10 милиони. Македонската поетеса Јулијана Величковска денеска ќе гостува на настанот Ad Hoc во градската библиотека Отон Жупанчич во Љубљана, каде за време на поетското читање ќе биде придружена од филхармонискиот виолинист Милош Симич и членовите на групата Струне. Како што соопштуваат од публикации, настанот ќе биде модериран од Петра Крушич, која е автор и куратор на серијата синергиски настани Ad Hoc. За време на настанот македонската сликарка и графичарка која живее и твори во Љубљана ќе слика инспирирана од нејзините стихови. Припевот на песните од Величковска на словенички е на професор доктор Намита Субиото. Представата Земја на штркови вечер во 20 часот ќе биде одиграна на големата сцена на театарот Јордан Хаџи Константинов Джинот во Велес, а работена по митови од текстот Топлината во ноември на Јана Добрева во режија на Роберт Ристов, кој се потпишува и зад адаптацијата и сценографијата. Костимите се креација и спонзорство на Елена Лука. Автори на музиката се Оливер Јосифовски и Давор Јордановски, вокал Вера Милошевска, а кореографијата Една Кренаре Невзати Кери. Во представата играат Мирјана Ристов, Роберт Ристов, Изабела Екимова и Радо Алексовски.